За цврстување на безбедноста на Европа, но во исто време и создавање нова студена војна меѓу НАТО и Русија, се можните настани по одлуката на Финска и Шведска да се приклучат на Северноатлантската алијанса. Така сметаат домашни познавачи на безбедносните и политичките состојби на релацијата НАТО-Русија. Европа на овој начин сметам дека прво покажува единство политичко, сплутеност дека ќе се брани во евентуален напад од Русија и други надворешни земји, но воедно е еден така наречен политички пркос на агресивната политика на рускиот претседател. Универзитетскиот професор Маријан Ѓуровски смета дека токму руската инвазија придонела за враќање на политиката на милитаризација. Одлуката на Путин за војна агресија кон Украина ја промени играта во Европа и генерално нејзината иднина. Имајќи во предвид дека Шведска и Финска од 1995 година се земји членки на Европската Унија, се воено неутрални и овој потек води кон наместо политика на економија пред се кон милитаризација на Европа и на светот. Новинарот и познавач на руските политики, Мирча Дамчевски, сепак не верува дека Русија би извршила напад врз Финска како врз Украина. Но ќе распореди дополнителни, можеби не многу сили, но ќе распореди техники, современи техники за следење, за разузнавање, значи кои што би ја штителе таа граница. А мислам дека најзадоволна би била Русија доколку не се стават трупи на НАТО или нуклеарно оружје ниту во Финска, нити во Шведска. Противењето на Турција пак кон членството на двете земји се оценува како политичко пазарење. Шведска е многу демократска земја и таму се поддржуваат демократските партии, односно Курдската работничка партија. И сега Ердоган смета дека еве време доколку вие сакате да влезете во НАТО, да поведете сметка за курдите, односно за Курдската работничка партија што е во Шведска. За големата вежба на НАТО, што неодамна се одржа на Криволак, велат дека упатила јасна порака за македонската позиција кон идните случувања. Потврда уште еднаш дека Македонија донела исправна одлука кога се одлучи за полноправно членство во НАТО, но воедно ги делиме и покрај придобивките и обврските кои може да се зголемат на одбрамбениот систем во евентуална потреба за испраќање на друг тип на поддршка. Македонија е членка на НАТО и таа мора да го работи она што произлегло од заедничките договори. Во меѓувреме, судирите во Украина не стивнуваат. Познавачите сметаат дека можноста за скорешен мир таму е далеко од веројатна. И дополнително уште долго ќе ги чувствуваме последиците, особено во економската безбедност, од ова враќање на новата студена војна на европскиот континент. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.